Побарувачката за изнајмување и купување станови во Скопје е поголема од понудата на пазарот. Иако постојано се градат нови станбени згради, во последниве неколку месеци има дефицит на слободни станови за наем. Тоа се должи на жителите од останатите градови од Македонија кои работат или студираат во Скопје, како и на странските посетители кои подолг период престојуваат во главниот град, вели Александар Гиноски, агент за недвижности. Потребата од станови за изнајмување кои што се претежно со една спална наместени или со две спални наместени, негде достигнуваат буџет до 400-450 евра. И како се во моментов во дефицит, значи тие, затоа што едноставно понудата е преголема во овој момент. За разлика од порано, значи истите тие станови да направиме една, да речеме една паралела, значи кога беше пред ковид ситуацијата и после ковид ситуацијата, ако тој стан беше тогаш 250 евра за изнајмување месечно, сега истиот е 350 па дури и 400. Со самото тоа како едноставно цените порасна, значи на многу работи, така и се случи и тука. И точно е, има реакција, значи од страна на клиенти, али едноставно потребата да живееш, да престојуваш, значи негде и самото тоа да имаш едноставно добар, нели, секојдневен живот, да функционираш, мислам дека тука го стават како приоритет, откажувајќи се да речам пример од некои други сегменти. Заинтересираноста кај граѓаните за купување имот во Скопје не е толку изразена како потребата од изнајмен простор, а причината за тоа се високите цени по метар квадратен, но и целиот процес до добивање имотен лист кој може да трае прилично долго. Се соочуваме со еден момент каде што имаме неспремни имоти кои што се излезени на пазарот, кои што барат дополнително истражување, дополнителна проверка на документација и мислам дека тука се губи малце време, период и луѓето едноставно не сакаат она баш интензивно да се купува, него баш проверуваат предходно, истражуваме да видиме се со цел дали е тоа спремно и може да биде предмет на купопродажба, али едноставно шарено лиќе во делот на пазарот, значи во делот на имоти кои што се за продавање, бидејќи секој имот е приказна за себе. Некој се продава во добра состојба, некој во лоша состојба, некој наместен, некој празен, некој во понова зграда, некој во постара зграда. Така да тука имаме и шаренеликот на цени, едноставно различна понуда, малте не има за секој купец, значи соодветен производ. Истите локации што се за изнемување и за купување се најатрактивни, значи центар како локација, значи Дебар мало универзална, значи делот е атрактивен, значи баш сам исто центар, Карпошите, значи и од Карпош 1 до Карпош 4, Тафталиџ 1 и 2, и почетокот на аеродром и делот негде околу Капитол и Бисер, се едни од најбарани, значи можам да кажам населби, каде што луѓето сакаат и да изнемат тука, значи и да купат тука имот, така да можам слободно да ги кажам дека тие се едни најбарани, значи населби за живење. Во моментов не се очекува намалување или зголемување на цените, вели Александар, и додава дека со тек на време ќе расте побарувачката за станови и куќи на периферијата на Скопје.